Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Пратениците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесоа предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и на забавните игри. Нашата цел е со овие измени дел од парите кои се влеваат во државниот буџет преку игрите на среќа да се наменат за зачувување на нашето домашно македонско културно наследство. На овој начин обезбедуваме соодветно зачувување на културното наследство во неговата автентична и интегрална форма. Создавањето нов кадар за заштита на културното наследство и континуираната едукација на постојниот кадар во заштитата нужно упатува од потребата од дополнителни финансиски средства со кои ќе се стипендираат кадри на сите три циклуси во образовниот процес. Ова е влог во човечкиот капитал и влог во чување и промоција на она што ни е дадено од минатото, односно она што мора да го оставиме на следните генерации. Со предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, предлагаме членот 16 од законот да се измени. Да се овозможи средствата остварени по сите основи од приредувањето на игрите на среќа и за на забавните игри да се користат и за јавните установи за заштита на културното наследство преку Министерството за култура и за стипендирање на дефицитарни кадри во заштитата на културното наследство преку Министерството за образование и наука. Износот се определува на 50% од вкупниот приход од игрите на среќа и забавните игри, утврден во претходната календарска година, но не помалку од 60 милиони денари и не повеќе од 120 милиони денари. Бараме поддршка од сите пратеници за донесување на овие измени на законот, затоа што придобивките се навистина големи. Ќе се надмине проблемот со кадровска дефицитарност на стручниот кадар во заштитата на културното наследство. Ќе се создадат стручни кадри кои ќе бидат подготвени да ги спроведат сложените постапки за непосредна заштита на културното наследство согласно на високите меѓународни стандарди. Ќе се зголеми бројот на заштитени културни добра, ќе се унапреди заштитата, управувањето и одржливото користење на културното наследство. Ќе се придонесе кон зачувување на културното наследство како моќен ресурс за развој на целокупното општество и двигател на економскиот и туристичкиот развој. Ви благодарам.